Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Наспроти жешката политичка СН телевизија 24 продолжува со серија со интервјуа со лидери на политички партии. Па така вчера почнавме со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Вечерва наш гостин во студиото е господинот Зиједин Села од Алијансата за албанците. Господине Села, добра вечер. Добро вечер. Студио. Благодарам за поканата. Она што е најново денеска, имаме нов момент во случајот Рекет. Не би ве прашувал вас директно за тој случај, би ве прашал само за она кај што вие сте на некој начин поврзани, тоа вие сте пратеник во собранието. Денеска кажаа дека истрагата се проширува и за Фросина Ременски, кој исто така пратеник и подпредседател на собранието. Сега, премиерот Заев вели дека тој ќе бара одговорност за Ременски во партијата, но не спомна ништо за собранието. Што мислите вие за тоа, со оглед дека вие колега пратеник? Добро, никој не треба да биде заштитен од страна на правдата, нели? Секој кој се огреши пред законите треба да одговара. И нормално и презумцијата за невиност треба да се почитува и треба да се гледа докаде нели ќе одат истрагите, што има за колешката за која зборуват. Господинот Заев е контрадикторен кога тврди дека ќе биде исклучена од сите активности заради тоа што има сомнение дека е вмешана во случајот Рекет пратеничката, нели, по председателот на собранието, заради тоа што знаете зошто велам контрадикторен е. Заради тоа што има заменик премиер во владата, нели, кој е одговорен за евроинтеграциите, за кого исто така беше отворено постапка во врска со случајот пациент и уште денеска му е заменик премиер. Нели? Ако со тие изјави сака да ја замајува јавноста, дека нешто ќе преземе се додека не се утврди одговорноста, мислам дека така требаше да постапи уште на времето кога господинот Османи се отвори постапка за него за пациент, нели? Кој е, скандал, во која се рачуна мисли над 400.000 евра коруптивен скандал. Да, господинот Османи, вие и кажавте предходно дека според ваши информации има вмешаност и на Бујар Османи во случајот Рекет. Никогаш не ги видовме тие информации, ниту обвинителството кажа нешто во врска со тоа. А господинот Османи, парафразирам да рече дека зборувате само глупости, значи тоа е негов израз. Знаете што, јас реков дека според мои сознанија случајот Рекет за мене има символика. Не тврдам дека господинот Османи е директно вмешен во случајот Рекет, нели, со Боки 13 и со нели овој подкупот за Камчев, него Рекет треба да се гледа поопширно. Нели? Символиката на Рекет кај мене како лидер на политичката партија и кај Алијансата за албанците и кај обичниот граѓанин е символика на разочарување од нефункционирање на правниот систем. Целата таа доверба која ја доби сегашнава власт, за да преку да не забораваме дека господинот Заев доби мандат за кој јас сум го поддржал и пред граѓаните зеда гласови, ветувајќи дека ќе мора да има по секоја цена правда. Кој ќе ја плати цената на цело ова разочарување? Во врска со случајот што вие зборувате, јас не сум рекол дека е вмешан во Рекет. Него според мои сознанија, нели, се земени телефони, се гледани пораки, кој што комуницирал и така натаму, мислам дека специјалното јавно обвинителство Катица Јанева го има заштитено Бујар Османи да не одговара за случајот што го спомнав пред малку. Тоа е цела вистина. Не тврдам дека во Рекет е вмешан. Добро, така барем беше пренесено во јавноста, може би е погрешно пренесено, да. Во однос на вашите
политички активности, веќе во Гостивар на некој начин ја официализиравте коалицијата со ВМРО ДПМН, тамо го имате мнозинството во Советот. Не вестува ли ова може би коалиција на ниво на цела држава? Бидејќи до сега само се зборуваше за ваша неформална соработка, цело време се слушаат тие информации, но ќе имаме ли формално? Слушайте сега, јас многу често се соочувам со ова прашање. Во секоја деботна емисија ме прашуваат дали би коалиционирал со ова или со друга политичка партија. Како прво, ние сме автономна политичка партија и не сме огранок на СДСМ или на ВМРО ДПМН, за да ние бидеме гарантирана некоја си бројка за било која од овие политички партии. Како прво, јас многу јасно имам кажеме дека ќе коалиционираме со таа политичка партија која ќе ја прифати програмата и платформата на Алијансата за албанците. Нели? Од друга страна, некоректно е прашањето заради тоа што нели, Уставот гарантира и дава право за еден мандатар. Тој што ги добива изборите, добива право за да формира влада. Нели? И ние не можеме противуставно да делуваме и ќе зборуваме со тој што ќе добива мандат. Ако ја прифати нашата програма и политичка платформа, ќе има влада. Ако не ја прифати, нема да има влада. Да, но сепак не зборуваме за вие ова го објаснувате пластично школски како што е, но сега зборуваме за нијанси и нестандардни услови, значи веројатно дека нема дека има причина зашто сите ве прашуваат дали ќе коалицирате со ВМРО ДПМН, се разбира дека тоа е поради покажете за да ви причината објаснам. е поради упадот во собранието, каде што најголем дел се осомничени и беа обвинети и претендници на ВМРО ДПМН. После Заев ги амнестираше, така. Тоа е веќе друга приказна. Ја ве прашувам за страната на ВМРО ДПМН. Истата приказна. Бидејќи делот од ВМРО, сега јас не тврдам и не е вистина дека сега ние имаме одлука. Нашиот став околу тоа со кого ќе коалиционираме ќе биде соопштено кога ќе завршат изборите. Тие што ќе ја прифатат нашата политичка платформа, тие ќе бидат коалиционен партнер на Алијансата за албанци. Да, но господинот Христијан... Сега, а тоа што вие инсистирате дека делот, дека Заев ги амнестираше и сега ево некаква соработка со тие пратеници, не е друга приказна, истата приказна. Бидејќи се работи за истиот упад, бидејќи тука се најодговорните, нели, за кои имаше отворени обвиненија и кои беа, нели, во затвор, и сите се амнестирани. Нели. Ако зборувате за Гостивар, дајте да ја кажеме големата вистина. Што се случува овие 2 години во Гостивар? Знаете ли? Ниеден ден нема менаџирано со образование градоначалникот, чекај се, градоначалникот кој, нели, има добиено избори, има дадено ветувања и за образование и сега дуи сакајчи преку уцена да ги држи како гласачи наставниците, нели, и нивните фамилии, преку СДСМ, нели, тогаш Министерството беше на СДСМ, за образование таа водеше, ги зеде надлежностите. И истото се случува без никаква причина надлежностите се одземени во образование. Нели? Судот, нели, управниот суд одлучи во корист на општина Гостивар, не гледаме ниту оставка на министерот за образование, а не гледаме ни уште да не се враќаат надлежностите во образование во општина Гостивар. Што се случува сега? Јас можам да ја кажам во 5 наврати имам добиено ветување дека ќе се деблокира ситуацијата во општина Гостивар од страна на премиерот. Нели? Ама никако тоа не го правеше. Со други зборови сакам да кажам, ако нормално и природно е, сега хипотетички зборувам, бидејќи ме прашувате за нешто во иднина што ќе се случи. Ако нормално е господинот Заев, како председател на СДСМ, да држи стабилна коалиција со ДУИ, ако е нормално господинот Заев да оди да прави отворена кампања против мене, лично, во општина Струга, и да го поддржи кандидатот за кој тврдеше во времето кога беше во опозиција дека е криминалец, нели, заедно, јасни се неговите изјави во врска со и со ДУИ, дека се тие исто инволвирани и криминалци како што и во ВМРО ДПМН, нели? Зошто да не е нормално
и Алијансата за албанците да прави коалиција во интерес на реализација на ветувањата и политичката платформа што ја имат добиено поддршката во локалните избори. Нели? Сакам да кажам, не дека лажеле и не го исполниле ветувањето, дека ќе дават поддршка за да направиме мнозинство, нели, во Гостивар, ја избраа страната на ДУИ за да уценат обични граѓани, за го држат членството како нивно гласачко тело и не само тоа, него ги уценувале и други советници од други политички партии за да не дават гласови за да направиме друго мнозинство во општина Гостивар. Значи, со други зборови, немојте нигде да ја барате вината, бидејќи не е некоја вина, нели? Него и ние имаме право да функционираме со мнозинство, со совет, како што функционира СДСМ и ДУИ во сите нивни општини. Така ли? Господине Села, и не треба да се гледаме со предрасуди зошто и како. Во интерес на граѓаните ќе направиме коалиции со било кој. Јас не зборам за предрасуди, зборам за реал политика, зборам за јавно мислење, зборам за анкети. Значи, анкетите покажуваат дека кај албанците ВМРО ДПМН има речиси 0 рейтинг, отприлика, може би некој процент. ВМРО ДПМН ја водеше кампањата против така наречената тиранска платформа. ВМРО ДПМН е отворено против законот за јазици, велат тоа води кон федерализација, бинационална држава, се уште се против. Јас барем сум... Лидерот на ВМРО ДПМН ве молам, Христијан Мицковски, за оние кои упаднаа во собранието, вели дека се патриоти и дека треба да се амнестираат сите. Ако зборуваме за амнестијата која е направена за 8-те пратеници, не е за сите амнестија, туку нели разни дилови амнестии, треба и да кажеме дека тоа е направено да се одблокира евроатлантскиот пат на Македонија, нешто што албанците го поддржуваат 100%, ја верувам. Можеше избори да одиме и да го направиме исто. И сега, значи, за тоа велам не е баш црно-бело се, нели? Јас ви го разбирам вашиот револт кон СДСМ, но не значи дека не се работи за револт. По секоја цена треба да влезете во власт. Погрешно не свативте. Не се работи за револт. Одговарам како е ситуацијата и зошто последица на што дојде ние да коалиционираме, да правиме коалиција на локално ниво во Гостивар, ние, општина Гостивар, јас ниту се мешам таму, ниту нели можам да се мешам во тоа коалиција на локално ниво, има структури таму. Јас ви објаснувам како стојат работите. Нема од што да се лутам, ние доброволно сме излегли од таа власт, нели? Така. И добро сме направиле како што излегува сите работи. Нели? И тврдите дека господинот Мицковски вели дека тие се патриоти. А не може Битанги да биде патриоти сега. Така вели. Ево јас ви тврдам сега. Битанги не може да бидат патриоти. Нели? Иако се извинам да бидам прецизен, тој сепак вели дека се оградува од насилството. Тука морам да бидам прецизен, нели? Да. Ако сте Да. И плюс тоа, јас затоа реков програма и платформа. Ако зборувам за програма и платформа, ќе се гледат програмите на сите политички партии. Ако гледаме дека има амнестии за некои си, не знам, граѓани кои не треба да се амнестират, тоа значи дека немаме дил, немаме договор. Така ли? Веројатно дека Јас го објаснив тоа. Веројатно дека доколку се официјализира некаква коалиција, сега велите вие хипотетички, се разбира дека е хипотетички, господин Мицковски нема да има проблем тоа да го представи пред своите гласачи, но вие ќе имате реално. Да им кажете на вашите гласачи. Знаете што, како првињаш ништо лично не сум имал со сите тие што ме нападнаа. И сега, јас не смеам политички да се однесувам лично. Јас како председател на партија представувам права и обврски имам пред тие што ме гласат, нели, како политичка партија. И според тоа мислам дека некоректно ќе беше ако јас ова го сватам лично. Не тврдам дека е завршена работата, може ќе има коалиција со СДСМ, бидејќи зборуваме, нели, хипотетички. Да. Со тие што јас имам нешто лично, тие се дел од на 8 пратеници од ВМРО ДПМН и они со кого веќе имам лично нешто е во Маđarска, нели, Унгарија. И нема јас да ги блокирам политичките процеси заради тоа што јас имам нешто лично. Одлуките од друга страна, што се однесува на коалиции и така натаму,
ќе ги зема партијата. Имаме ни орган. Не е председателот на СВЕ, имаме централно председателство, имаме централно собрание и така натаму. Да, добро, во однос... Заложник нема да бидеме на ниту една политичка партија и нема, никој не треба да се надева дека Алијансата за албанците нема, нели, друга опција и мора да биде под предградките на една или друга политичка партија. Добро, а во однос... Тоа беше целта, во суштина, кога бевме ние дел од коалицијата и ова многу го има злоупотребено господинот Заев, премиер. Знаејќи дека СДС во никаква варијанта нема да направи нешто со ВМРО добро. Во однос на вашата политичка програма, порано се залагавте за Македонија како бинационална држава. Останува ли тоа се уште ваш дел од вашата програма и ваше барање од идниот мандатар? Тоа стои во нашата политичка платформа уште ден денес. Ние немаме сменато нашата политичка платформа. Тоа Македонија бинационална држава ја покажува реалноста која има Македонија. Реално. Кога ние би ги решиле овие проблеми уште поодамна, нели? Немаше да се соочуваме со вакви политички проблеми и политички кризи со кои што до ден денеска се соочуваме. Не знам, одлуки на Венецијанска комисија, не знам, конфликти во 2001 за права и така натаму. Значи, живееме во едно општество, мултиетничко општество, нели? И тоа треба да се запази. Од друга страна, 1/3 од населението не може да се третира како малцинство. 1/3 населението која живе само во западниот дел на држава не може да се третира како малцинство. Значи, која е дефиницијата за малцинството? Ова 1/3 има, значи, капацитети да гради мир, има капацитети и секој ден дава придонеси за да се развие ова држава, плаќа даноци, а да не зборуваме, можда придонесите кои ги дава не толку колку што се на број, па уште повеќе, имајќи предвид дотациите кои албанската диаспора ја донесува секоја година тука во Република Северна Македонија. Добро, последниот попис вели 1/4, не 1/3, нов попис немаме се уште. Па добро, сега, ако имаме предвид, ево, јас сум лидер на политичка партија и политичар, секоја година, секоја која има избори, албанците излегуваат не повеќе од 40%. А тие 40% во бројки е 250.000 гласачи. Гласат за албански политички партии. Сега 100% гласачко тело, ние сигурно имаме приближно 600.000. А со пописот од 2002 ние сме попишани 500 и нешто илјади, нели, како албанци. Земај го и бројот на тие албанци кои немат право на глас, ќе гледате дека сме 1/3. Да, добро, кога зборуваме за борбата кај етничките албанци, условно кажано, нели, таму просторот е прилично густ, особено што таму навлези СДСМ. Кога зборуваме за понудата која таму се нуди, ако го земеме како репер последните претседателски избори. Ќе видиме дека СДСМ може би има проблем во етничкиот македонски блок, но не толку во етничкиот албански блок. Од друга страна, албанците веројатно се прилично задоволни од ветувањето за влегување во НАТО, од доколку добиеме датум за преговори ќе видиме. Веројатно се задоволни и од имплементацијата на законот за јазици, од, како што вели Дуи, затворањето на рамковниот договор. Како вие ќе ги убедите дека... Рамковниот договор го затварува уште од 2005-2006, секоја година ја затворува. Па сега вело дека е дефинитивно затворен. Добро. Како ќе ги убедите вашите сограѓани дека оваа власт не била добра за нив? Бидејќи овие главни показатели не се лоши. Албанците знаат да дават можност. И тоа го направија 2016 година. Дава можност на еден председател на партија кој сегде излегуваше и викаше дека нема правда, нема мир, нели? И не секам сега да се занимавам за другите ветувања кои ги има дадено, на пример, Арачинов. И дека ќе се решат сите монтирани политички процеси, од друга страна, албанците пак денеска се соочуваат со монтирани политички процеси.
Спорот ми е за случајот на Алмир. Нели? Убиецот што го убил Алмир, кој се оквалификуваше како сообраќајна несреќа со висок ризик, нели? Денеска е во слобода, која ние зборуваме, нели? Ако зборуваме за другиот случај, Саздовски, нели? Кога двајца млади албанци случајно, не сакајќи, го нападнаа физички, нели, починатиот, и таа беше оквалификувана само затоа што беа албанци, тоа дело беше оквалификувано како свирепо убиство, така ли? И како резултат сите тие беа казнени по 19 години затвор. Ова, не знам јас како друга, има и многи други примери, нели? Да го квалификувам, него продолжува истата логика, за жал, која ја имавме и пред 2016 година, што се однесува до правосудниот систем. Значи, одлуките и правдата се дели по етничка линија, па се дели и по партиска линија и така натаму. И тоа се гледа и преку овој последниот случај рекет. Затоа велам дека албанците даваат можност. И јас го имам објаснато и во други емисии тоа. Нема да се случи повеќе. Повеќе гласот што отиде кај СДСМ беше заради револтот што албанците го имаа над за старите политички партии, ДУИ и ДП. Нели? Со децении ветувај и ништо не исполнувај. Нели? Односот нивен таков беше. Од друга страна, беа длабоко изневерени од идејата која тогаш се прокламираше во јавност дека обединетата нова албанска опозиција ќе ја победи ДУИ. Нели? И тоа не се случи. И некој се грижеше за да не се случи таа обединување на новата албанска опозиција. И како резултат на тоа, албанците гласа, делот албанците гласа за СДСМ. Сега, вие ме прашувате со што јас ќе ги убедам албанците, велите дека биле задоволни. Не велам, туку главните правци за оно што луѓето најмногу бараа ЕУ и НАТО, да речеме, се исполнете. Ама тоа не го имат исполнето заедно. Се знае, бројките требаше да бидат на сите. Јас сум гласал од опозиција за тие уставни измени, нели? И денеска Македонија е чеква пред НАТО. Нели? Не сум бил ни дел од власт, ниту сум користил некои добри од власта за мојата поддршка што се јам давал за уставните промени. Добро, но јасно и дека тоа не е заслуга само на Заев. Јасно е дека господин или Заев на Амети, или не знам на кој. Јасно е дека он е носител. Се знаат сите има и презиња кои имаат гласено за тоа. Јасно е господине Сал дека он е носител на таа. Зборот ми е, не мора јас многу да се позанимавам, бидејќи главната нивна дефиниција и она на избори што вика општество за сите, така ли беше? Не едно беше, нема правда, нема мир. Сега општество за сите. Поголем, тие сами се изборуваат. Ево го имаме случајот, например, во Идризово. Со албанчињата кои не им се дозволува во ова држава во 21. век да учат на училиште кое е пола празно, има простори, нели? И некој си зема направо да му забрани на дете мало да влегува во институција која се плаќа од парите на сите наши, на сите граѓани. Без разлика дали се албанци, турци, македонци, срби, бошњаци и така натаму, нели? Секој граѓанин има право во својот дом да ти вели не, тука немаш право да влегуваш. Ако некој се дрзне да ги спречи дечињата, било македонци, било албанци, да влегуваат во некоја школа за да учат, тој граѓанин местото му е пред органите на судството. Нели? А не вака да планираме сега да градиме школи, се враќаме во 60-тите години во Соединетите Американски држави. Ако си црнец, не смееш да влегуваш и да учиш во исто школо каде што учат белите, нели? Или ако си црнец, треба да одиш на крајот на автобусот да се возиш и не смееш да си седнуваш напред. Овие се тие сигнали кои албанците, обичниот албанец граѓанинот албанец го следи. Нели? И тоа ќе се одразува нормално и во изборите. Не зборувам јас за тие клиентелисти кои ги има секоја етничка заедница, нели? Ама тие секогаш бидени се дел од СДС.
Ама тоа нема да се случи. Бројките кои ги имаше СДСМ нема веќе да се случи да ги добие пак кај албанците. Тоа е една од причините зошто СДСМ заедно со ДУИ сака по секоја цена ние да не успееме во Гостивар, например. Дичи СДСМ е свесна дека тие гласачи кои гласале за СДСМ од 2016 сега се гласачи на Алијансата за албанците. Мислите ли дека и вашата и другите партии ќе се најдете во прилично непријатна положба доколку СДСМ и ДУИ направат предизборна коалиција? Не. Ќе биде една невообичаена. Јас би сакал, живеам јас за тој ден да го гледам господин Донели Амети за да направи. Го направи еднаш, нели? И сакам да го гледам и за председателски, за парламентарни избори. Да. За председателски избори, ако не знам пред 4-5 години ќе му кажеше на некој албанец дека Али Амети нема да има кандидат и ќе го поддржи кандидатот на друга политичка партија, нели, во коалиција ќе влезе, изборна или предизборна нека биде, никој немаше да ти верува. Ама се случи. Се случи и тоа, нели. Човекот викаше сегде за да не се гласа многу еден почитуван господин професор, дипломат, господинот река, и викаше за да се гласа Стево Пендаровски. Мислам дека ДУИ се спремит за таква варијанта. Не знам. Дано на председателските избори победија. Кој тоа? СДСМ и ДУИ. Не мора да значи сега, немој да ме тераш да рачунаме колку победи опозицијата тогаш и колку победи заедничката владина коалиција тогаш, во првиот циклус, така ли? А за вториот да не зборувам. Ако сакаше Алијансата за албанците да не успее тоа, немаше да успее. Не. Да не се вратиме на таа тема. Знаете што е проблемот? Зашто ве прашав во непријатна ситуација, во наводници непријатна, се разбира. Бидејќи на другата страна нема капацитет за такви предизборни коалиции. На другата страна партиите ќе мора да прават поинакви коалиции. СДСМ и ДУИ ќе имаат тука една предност на старт. Знаете што не верувам, мислам нека си направат, ама после тога ќе треба да слушнеме од страна на господинот Заев кој ќе му биде изговорот негов, зашто коалиционира со ДУИ, а кога веќе знае дека поголемото гласови од албанците кои ги зеде заради тоа што сака ДУИ да падне од власт. Нели? Тоа, зато велам дека го прават. Нели? За нас тоа ќе значи ќе имаме уште повеќе гласови од албанците, како Алијанса за албанците. А од друга страна, ДУИ ќе го губи правото да се повикува на легитимитетот на албанската етничка заедница. Затоа нека го прави. И така легитимитетот ќе го губи. Него сака неговиот пораз да го зацкрие зад една коалиција со СДСМ, можда и со ВМРО, не се знае, нели? Значи тие се тие што цело време комуницираат со ВМРО ДПМН и тука нема ништо лошо, нели? Како што направија поразот за председателските избори го зацкрија зад она голема коалиција со сите политички партии кои беа дел од власт. Затоа ние не ни смета ако нешто тако прават, ама веќе ви реков, го губат право за да се представат како да го представат легитимитетот на албанската етничка заедница во Македонија. Да, ги гледаме дека партиите се излезени на терен на некој начин, некоја кампања како да почнува пред кампања, не знам што е, како ви личи вас состојбата кога би имали избори, што мислите? ВМРО ДПМН бара на пролет, СДСМ вели во октомври. Добро, сега ние како Алијансата за албанците сме барале избори да има уште од кога не успеа референдумот за името. Уште од тогаш излеговме дека треба да се оди на предвремени парламентарни избори. Сметаме дека нашата поддршка е многу поголема од бројот на претеници кои имаме во собрание и тоа ни прави проблеми. Имаме потешкоти како политичка партија. И сега ние бараме да има што побрзо избори, нели? Веќе по се изгледа, имајќи предвид договорот од Пржино, дека мора 100 дена пред избори да има техничка влада, или да се промени премиерот и тие министри што се во договорот на Пржино, некои министри да ги зема опозицијата. Веќе мислам дека за ова година
нема време веќе да се има предвремени парламентарни избори. Ако го зборуваме за другата година, пролет е добра варијанта за да се оди на избори, ама тоа зависи од тие што го имат бројот 67 собрани. Тоа е од страна на СДСМ и ДУИ и другите коалициони партнери кои се внатре од власт. Што се однесува до нас, мислам дека колку што побргу Македонија ќе одеше на избори, ние толку ќе бевме поблиску до членство во Европската Унија. Целиот тој изговор на премиерот дека не смееме да одиме на избори бидејќи чекаме датум, мислам дека со ДУИ внатре не може толку лесно да се чекува датум за да се отворат преговори со Европската Унија. Мислите дека се сомневате дека ќе добиеме датум? Зошто би се сомневале? Бидејќи Не, јас имам сигналите кои доаѓаат велат дека веројатно ќе добиеме, се не се знае до последно. знаете зошто? И вие сигурно знаете, колку што знам и јас и сите граѓани го приметуваат. Јас сум правил во секогаш кога сум зборувал во врска со ова тема, сум повикал на земјите на Европската Унија дека на граѓаните не треба да платат казна за тоа што политичарите се неодговорни. Нели? Прашањето е дали ние заслужуваме да се отварат преговори со Европската Унија. Во кој дел? Ајде кажете ми. Правда? Борба против корупцијата? Не гледам. Ништо. Единствениот дел кој е решен, нели, тоа е договорот на Преспа. Нели? Кој беше повеќе за НАТО и за Европската Унија и гледаме сега дека Грција веќе не прави проблеми. Нели? Напротив, се однесува одговорно и Грција и Бугарија, знаејќи ги ситуациите во регионот како се однесуваат и велат дека не треба да се делат Албанија и Македонија, од тој процес треба заедно да одат. И така треба да биде. Нели? Јас се надевам и верувам дека ќе добиваме датум за преговори, ама треба да гледаме Франција што ќе каже. Нели? Имавме изјава од страна на амбасадорот на Франција тука во држава и тие сака да гледат нешто конкретно. Дали има правна држава? Да се носат закони, ама дали се почитуваат тие закони? Дали имаме резултати од тие закони кои се носат? Нема никаков резултат. Или и мислам дека ние ќе го добиеме датумот заради една причина. Европската Унија не сака да ги затвори вратите на Западниот Балкан да бидат еден ден член на Европската Унија. Ако и во овој момент не направи нешто, ќе се зголеми евроскептицизма тука внатре кај граѓаните на Република Северна Македонија и тогаш веќе имаме проблем. Нели? Само заради тоа мислам дека тие ќе ги затворат ушите и очите и ќе дават датум за преговори. Така ли ја гледате со ова што го кажавте дека ќе ги затворат очите и ушите и последната изјава на претседателот на Европскиот совет, господинот Туск, која беше во посета на Скопје, и тој вели сега отприлика вака: јас, вели, ние во Брисел имаме целосна доверба во капацитетот на владата да се бори против корупција, да ги истера правосудните реформи, значи таква доверба една изрази 100%. Значи има доверба, не вели дека веќе ова влада успеа да се бори против корупција. Па така рече, да, имаме се доверба. надева, Да, значи да. ќе. Во ред, јас тоа ви реков пред малку. Значи нема тоа да биде по наша заслуга, него ќе биде по Европската Унија и све оно што јас викам цивилизирано општество, сегде. Не треба да дозволи тука регионот да биде дел од експериментите на недемократски земји и тоталитарни земји, кои ги имаме во близина и се во исток. Било кој од нив. И тоа е и една од причините зошто Европска Унија гледа низ прсти за Македонија и за Албанија и да добиват датум за преговори. Да. Во однос на друга тема која беше актуелна деновиве, тоа е оној драфт документ кој излезе од Венецијанската комисија во однос на законот за јазици. Вашата партија се изјасни за тоа. Во тој драфт документ има неколку забелешки за законот за јазици. Се вели дека
ги обременува институциите и наметнува нереални. Дел од таа комисија е Каракамишева, нема што друго да има тој документ. Мислите дека она го напишала таа? Па сега дала придонес за да бидат напишани тие работи. Јас не гледам никаква логика Венецијанската комисија да се занимава со закон кој веќе не е во сила, со законот на 2008. Глупост. Никој не им пуштил таму на Венецијанската комисија за да дава мислење околу законот за употреба на јазикот што го зборуваат на 20% од граѓаните и кој е различен од македонскиот јазик, така гласеше тој закон од 2008 година, него тие требаше да дават мислење за законот кој се донесе, законот за јазици и сега. Ние тогаш бевме дел од владата. Договорот наш беше за да се произнесе Венецијанската комисија за 2 членови. Тоа беше униформите и парите, банкнотите. Сега, од каде дојде Венецијанската комисија да се меша во целиот закон? А од друга страна, јас не само сега изјавата што е дадена, јас и кога имавме средба со Венецијанската комисија, дадов изјава и реков дека законите се носат во институција која се вика Собрание Република Северна Македонија. Ние препораките може да ги слушаме од сегде, ама тој секаков закон, секаква промена, секаква препорака треба да се гласа во Собранието. Тој закон веќе е завршена приказна за Алијансата за албанците. За нас е многу се чувствуваме имаме проблем со фактот што албанскиот јазик со дефиниција јазик кој го зборуваат на 20% од населението кој е различен од македонскиот јазик. Нели? Тоа не треба никој граѓанин да го дозволи нешто такво и затоа сме барале тоа да се реши преку устав. Тој дел на уставот, тоа дефиниција да се замени со албанскиот јазик. Нели? Значи, нели, од овој аспект јас не гледам зошто не треба да имаме поддршка од нашите сограѓани македонци, кога цело време тие имале поддршка од нас и со проблемот кој беше со Грција, па и со проблемот кој се појавува сега со Бугарија во врска со, нели, историјата. Нели, Бугарија најавува дека до крајот на целосното зачленување на Европската Унија треба да има договор во врска со историјата. Нели? И затоа велам дека за нас тоа ништо не значи. Тие препораки од Венецијанската комисија, ако се повикуваат на некакво европска пракса и европски закони, мислам дека има решение, ако веќе овој закон не чини. Ево, нека ни дават тие некој пример од земја членка на Европската Унија, која населението на таа држава, 1/3 не е дел од мнозинството, ајде да гледаме како уредено таму таа прашање на јазикот, па тој примерок ќе го земаме ние и ќе го имплементираме тука. Пример, што да земаме? Белгија? Нели? Како е решено таму проблемот со јазикот? Има и други, добро сега, и други држави. И не само делот за јазикот. Ево, ќе го имплементираме целиот политички систем. Затоа, мислам дека никаде не води да се вратиме назад, пак да ги отвараме овие теми околу јазикот и така натаму, него треба да гледаме напред, тоа што е усвоено, некој треба да одговара, господин Озаев, зошто од само 2 членови на законот излегува и сега да се мешат и во судство и во овие работи, тие од Република Македонија беше барано само за униформи и за банкнотите. Нели? Мене ми е јасно зошто отиде тогаш во тоа време законот во Венецијанската комисија. И неколку пати сум го кажал тоа. Единствената работа што ние сме го барале од Заев, за да бидеме дел од власта, беше закон за употреба на албанскиот јазик. И тоа не го направи Заев, него го направи за тоа што Алијансата за албанците бараше. Ако го правеше Дуи, ќе го правеше од 2006, од 2008 до 2006, нели? Единствениот наш услов беше законот за употреба на јазици. И после од кога се донесе тој закон, ние излеговме од власта. Имаше и други причини, него нашиот политички мотив
за да бидеме дел од власта, што дадаме поддршка, ние успеавме да го држиме тоа ветување. Нели? И сега, пред да помина 100 дена владење, тоа беше моето барање, првите 100 дена да биде донесен законот за употреба на јазиците, се наближува локалните избори, така ли беше? Од друга страна, многу дипломати инсистира, не е сериозно да ги кажам со имиња, нека чека најпрви на албанскиот јазик, бидејќи имаме поголем проблем што е Грција. И да го решиме проблемот со името. Нели? Од друга страна, Заев не сакаше да донесе закон пред локалните избори за да не губи поддршка, нели, за локалните избори. И во ова ситуација јас инсистирав дека ништо не го спречува донесувањето на законот, не го спречува договорот со Грција, како што и се покажа, нели? И сега, за мирна политичка ситуација, за да гледаме напред и да не се вратиме назад. Ова прашање веќе е апсолвирано, единствено што останува да се реши, треба да се реши албанскиот јазик да се реши со устав. Нели? Ако некој сака да го врати, знае дека тоа е невозможно, да не правиме политика од ова работа. Бидејќи за да трпи промени законот, ние сите сме свесни дека треба да имаш двојно мнозинство. Нели е така? Бадентеровиот принцип. Тој Бадентеров принцип е на рацето на пратеници албанци во собранието. Сега не мислам дека некој албанец ќе се осмели за да гласа, за да се повлечат тие одредби на законот што постојат сега. Затоа тоа повеќе се искористува за дневни политички цели, можда за некој си спин. И сега мене ми сметат и овие пофалбите на ВМРО ДПМН дека тие инсистирале и рекле дека ова не чини, она не чини, а јас знам и сум сведок на тоа дека ВМРО ДПМН исто така прифаќаше ваков закон и го имам речено и тоа и на тоа време само за да направи мнозинство. Да, тоа го кажа многу и од тоа е вистината. Сите од ДУИ го кажа тоа. Кога зборуваме за други реформи во поглед на изборите, тоа е онаа вечна приказна за изборните единици, па така ВМРО ДПМН излезе со последен предлог за 120 изборни единици. ДУИ се залага за 3, вие за 8. Кажете ми, СДСМ пред изборите господин Азаев велеше дека ќе се залага за една изборна единица со отворени листи. Зошто сите партии бегаат таа една изборна единица? Македонија. Не, јас можам да тоа најфер некако. Јас можам да зборам за секој предлог што вие го спомнавте. На пример, ВМРО ДПМН предлага 120 изборни единици и мажоритарен систем апсолутен, дали, мнозински, заради тоа што не сака никаква промена да се случи во сегашниот модел и на изборните единици и на изборниот модел, нели? Знаете што, мажоритарен систем, апсолутен мажоритарен систем, тоа значи теоретски во политичка теорија, значи, ево, хипотетички, можеш да изгубиш во сите 120 единици со еден глас, нели? И како резултат да имаш 500.000 гласови, а да немаш ни еден пратеник во собрание. Тоа значи, со други зборови, тоа што тие го предлага. И теоретски, во политичката теорија, тоа на друг начин може да се случи тиранија на мнозинството, се вика тоа. Нели? Тоа не е демократски. За наши услови не е, никако. Нели? Тие одат во екстрем, нели? За да нема никаква промена. Нели? Што се однесува на една изборна единица, јас зборував преска дека граѓаните не се чувствуваат безбедни и еднакви, безбедни пред институциите. Институциите не ги третираат еднакво граѓаните. Со тоа сакам да кажам, не исто се чувствува дека ќе биде бранет еден албанец во Струмица кој ќе оди како наблюдувач за да ги проследи изборите таму и да спречи да се полнат кутии, него еден македонец во пример во Струга, Тетово, Дебар и не знам и така натаму. Со други зборови сакам да кажам дека може да се случи да се полнат кутиите, а ние немаме механизми како да ги контролираме таму гласањата. На крајот на вечерта
ќе се гледат резултатот и на хипотетички, и на ВМРО и СДСМ, и другиот дел од гласачките ливчиња ќе се полнат, со тоа ќе се дигне прагот и ќе падне бројот на албански пратеници. Нели? И затоа за нас е неприфатлив тој предлог. Ако ние спремни сме да ги разгледаме сите опции, сите предлози, нели? И 3 изборни единици не е лош предлог, нели? И 6 изборни единици не е лоша варијанта, со тоа што треба да се запази, бидејќи пази, ние денеска ако некој граѓанин сака да прави иницијатива во Уставниот суд, ние имаме неуставно собрание, пратеници избрани. Бидејќи имаш пратеник од Тетово, кој е избран со поголем број од гласови него пратеник од некој друг дел. Тоа што е со закон плюс минус 5% во Тетово е помината, во 6-ката изборна единица е помината веќе одамна, нели? И ако останат 6 изборни единици, ние ќе инсистираме дека тој праг плюс минус 5% да биде плюс минус 1%. Треба да трпат промени изборните единици за да имат еднаков број на гласачи. Нели? Ние предлагаме од друга страна изборни единици толку колку што има региони за равномерен регионален развој. Нели? Зошто? Мислам дека на таков начин подобро ќе се одразува волјата на граѓаните и нема да ни се случи како што имаме сега, например, во општина Чајрити е поделена помеѓу 2 изборни единици. Прва и втора, нели? Општина Дебар исто. Општина Битола исто. Општина Кичево исто, нели? Поделени, Кичево е 5 и 6. Не знам, Битола е 5 и 4 или 3. Не сум сигурен сега. Со ваков модел сите општини ќе припадат само на една изборна единица. Нели? Од друга страна, па нели имаме 8 апелациони судови. Па нели имаме 8 регионални дирекции на управата на јавни приходи. Нели имаме 8 сектори на полиција и така натаму. Зошто да немаме 8 изборни единици? Од друга страна, овие 8 изборни единици не треба да имат еднаков број на пратеници. За да секој пратеник се чувствува равноправен пред неговиот колега во собрание, тогаш во тој случај, например, со ваква варијанта, повеќе пратеници ќе продуцира Скопскиот регион, бидејќи има поголем број на население, има поголем број на гласачи. Според наши анализи, во тој случај Скопскиот регион би продуцирал околу 33 пратеници. А има и региони кои ќе продуцират 8 пратеници, бидејќи толку гласачи и толку жители имат. Нели? Мислам дека нашиот предлог треба да се разгледа од другите политички партии, дава еднакви можности за сите, нели? Ќе придонесува делот равномерниот регионален развој, да не бидат само, не знам, општините и да барат од владата тој 1% буџет од GDP-то на државата, него и самите пратеници што идат од тој регион после ќе направат све за да уште повеќе регионите да добиват и финансиски средства. А повеќе од све, нас ни е најважно отворениот модел, пропорционален со отворени листи. Нели? И тоа ние го прифаќаме. Слушнав дека истото го рече и господинот Заев, и Ду имаше изјава дека се за пропорционален со отворени листи, нели? И ние сме за тоа, гледам и Беса и Алтернатива и тие го бараат истото, зошто да не? Да. Добро, Тоа ќе придонесе да бидеме поддемократизирани како политички партии и поодговорни пратеници. Добро, правиме мала пауза за реклами, почитувани гледачи. Се враќаме брзо во студиото, останете со нас. Да, се враќаме во студиото, наш гостин е господинот Зијадин Села. Господин Села, вие кажавте дека ви пречи што не учествувате во преговорите за законот за јавно обвинителство, што тие преговори ги водат само СДСМ и ВМРО ДПМН.
И кажавте дури дека вие затоа немале да го прифатите ни договорот кој ќе се случи меѓу тие две партии. Што всушност значи тоа? Како тоа може да не го прифатите договорот? Целосно е неодговорно од страна на премиерот да се однесува на таков начин. Да се обидува да прави преговори и договори со ВМРО ДПМН, ако не успее, ќе се врати кај другата албанска опозиција. Ние имаме што да кажеме во врска со тој договор, со тие преговори, во врска со законот за јавно обвинителство. Имаме наши предлози кои мислам дека не се во наша полза, него имат за цел тие наши предлози да ја вратат правната држава, да ја градат правната држава, што ја немаме одамна, нели? Например, не може така да се обиколува нашиот предлог за специјален обвинител од странство од земјите на Европската Унија. Така ќе покажевме и пред Европската Унија и тие да бидат дел од нашите реформи во правдата и во правниот систем и уште полесно да ни бидат овие преговори во врска со зачленување на Европската Унија. Премиерот вели дека ние имаме доволно капацитети, не ни треба да странец. Каде? Ја слушнав и со право еден граѓанин бараше одговорност, кој ќе одговора за целото тоа разочарување што граѓаните го трпаа со специјалното обвинителство и со случајот Рекет. Нели? Кој е резултатот на специјалното јавно обвинителство, што ние треба сега преку закон, треба да го укинеме тоа специјално јавно обвинителство. Кој е резултатот? Казна за премиерот, бившиот премиер, за еден Мерседес само толку ли тежи неговиот криминал во времето кога владееше? Други работи јас не гледам. Мели? Дали има некоја казна за другиот дел од тој режим? ВМРО ДПМН не владееше сам. Самиот Заев тврдеше дека исти се и ДУИ ВМРО ДПМН. Нели? Кој случај од страна на ДУИ е процесуиран досега? Ниеден. Нели? Затоа ние мислиме дека не е дојдено времето за да се укине специјалното обвинителство. Специјалното јавно обвинителство не е катица јавна. Специјалното јавно обвинителство е надежта на граѓаните за да се врати и да се гради вистински правен систем. И сега се искористи моментот на Рекет, кога веќе поддршката на граѓаните за специјалното обвинителство падна и со новиот закон за јавно обвинителство се предлага да не важи законот за специјално обвинителство од денот кога ќе влегува на сила овој закон. И овој никој не го кажува во јавност. Сите си зборуваат за закон за специјалното обвинителство. Не е така. Мислам дека треба да се дава можност, треба да имаме, бидејќи за жал, знаете што е проблемот, јас истото мислење сум го имал и во време кога се подготвуваше Пржинскиот договор и тој период нели за реформи во медиумите и така натаму. Истото ни се случува и во правдата. Не е проблемот само власта и владите тука. Проблемот и тогаш реков дека не се проблем само владата што подкупува и уценува новинари и новинарски куќи. Него проблемот беше што имаше многу новинари кои себе си се става во пазар. Си става цена на себе си. Истото се случува и со судството и со судиите. Не е само проблемот на владата. Него проблем е нивниот капацитет да се прилагодуват и да се однесуваат исто. Како што се однесуваа со ВМРО ДПМН, исто се однесуваат и со СДСМ. Нели? Тоа треба да се реши. А тоа ние не можеме да го решиме од внатре. Јас сум го слушал премиерот, вели, не можеме да воведеме ветинг, бидејќи тоа би значило дека ние ќе останеме без суди. Така ли? Да, прилика така ме става. Так. Сега, со какво право, значи според негова логика, тој признава дека целиот судски систем не е корумпиран. Нели? Со почит, со некој што нели работи праведно и така натаму. Не сакам да ме сваќат погрешно. И сега тој вели, подобро да имаме корумпирано судство, кое ќе дели правда како што дели, правда за тие што имат пари и што имат политичка моќ, а за која трпат обичните граѓани, нели, него да останеме без суди. Не е во ред така. Јас мислам дека има внатре во државата
коректни судии кои работат често и обвинители и така натаму. И нема да останеме ние без суди. Ама ни треба еден специјален обвинител од странство, бидејќи многу е важно довербата на граѓаните да се врати во институцијата правда и правен систем. Знаете што е Тоа го немаме сега. Тој предлог и порано беше даван за обвинител странец. Мислам дека тој се вртеше уште кога ВМРО ДПМН дојде на власт како некој предлог. Така. Но секогаш кога се зборува за такво нешто, веднаш противниците велат, аха, па тоа личи на протекторат. А ние сме независна држава, зошто да бидеме протекторат? Јас подобро, сега тоа не е протекторат, ама тие што се противници, знаете што, подобро да личи на протекторат, него да имаш судство кои имат протекција за, не знам, моćници, политичари и така натаму. Ама не е протекторат. Зошто е протекторат? Тој ќе се плаќа од парите на граѓаните на Република Македонија и не мора да значи дека е протекторат. Тоа ќе биде само... Мене ми е јасно, тие што дават такви изјави не се заинтересирани за да имаме вистинска правда. Да. Добро, имаме уште минута-две до крајот. Едно регионално прашање. Господинот премиерот Заев отпатува за Белград, тамо на средба со председателот Вучик и премиерот Еди Рама на Албанија. Се уште е нејасно тоа што се најавува, некаков регионален сојуз, мини Шенген, не знам како се нарекува, во кој тие три земји би настапувале заедно пред Европската Унија. Како што кажав, нејасна е се уште контурите на таа идеја. На вас како ви наликува вака првично тоа? Првично јас ќе гледаме која е целта. Треба да има соработка, регионална соработка, не е никаков проблем. Мислам дека Албанија и Македонија, зашто да не, имајќи предвид дека 1/3 од населението се албанци, никако не треба да прифати да влегува во никаков сојуз со Република Србија пред да се реши проблемот со Косово. Регионалната соработка е на рацето на Србија. И тоа треба да го направи преку признавање на реалноста што веќе е во регионот, а тоа е Косово. Сите овие држави ја имат признаено Косово, останува Србија да ја признава и после зошто да не. Тоа ќе биде добро за граѓаните на сите овие држави, тоа ќе биде добро за регионот, ќе биде добро и за Европската унија. Да, но со овој маневар, со оваа тактика се чини како председателот Вучик некако го заобиколува Косово, а другиве две земји ги ставува некаков пакет. А тоа му е намера, нели? Јас затоа реков, на никаков начин господинот Еди Рама не треба да прифати такво нешто. Не знам сега која ќе биде целта. Тие нормално се две независни држави, Албанија и Србија, имат право да седнуваат и да преговарат и договарат. Ама господинот Еди Рама треба да има еден услов, Косово, а исто треба и Македонија. Господине Села, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, следевте интервју со господинот Зиедин Села, председател на Алијансата на албанците. Останете со нашата програма, следува дневникот, информативната програма, следуваат доста нови информации поврзани со случајот Рекет. Останете со нас.